Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Од полноќ започнува предизборниот молк. Политичките партии ги реализираат завршните активности од предизборната кампања. Регистрирани 4 физички напади на подрачјето на СВР Титово во изминатите 24 часа. Алијанса за албанците Алтернатива ја заврши изборната кампања во Гостивар вчера вечер со централен митинг. Работевме, градевме и резултатите се видливи. На овие избори излегуваме со програмата Трансформација на Гостивар, која има проекти што ќе го претворат градот во 4-сезонско туристичко место. Има инвестиции во инфраструктурата, нови велосипедски патеки, спортски терени, аквапарк, центар за аутизам и многу други. Опонентот кажува дека за 100 дена ќе реализирал 24 проекти, па тој за 8 години не реализираше толку. И наведува изградба на канализации во места каде што канализациите ние веќе сме ги завршиле. Ние го бараме вашиот глас со гордост и достоинство, за да продолжиме со ефикасно работење и во следните 4 години. Ние пред вас, гласачите, граѓаните, излегуваме само со вистината. Вистини нема две, има една. Ги прашувам која е нивната вистина, кога Невзат го обвинува Таравари за депонии, а во Липково Еркан вели дека надлежностите за депониите ги има централната власт. И обвинувањата за казината се такви, затоа што тие го бараат гласот со манипулации и лаги, а ние имаме вистина. Со вашето присуство и атмосферата вечерва покажавте дека за Гостивар патот по кој треба да се движи е јасен, затоа што имаме најтранспарентна, најнекорумпирана, најизградена општина, без скандали, а не како општините што ги водат ДУИ. По 17 октомври ќе нема општини што ќе ги води ДУИ, затоа што Алијанса за албанците Алтернатива ќе победи од Струга до Липково. ДУИ синоќа го одржа завршниот митинг во Тетово како дел од последните активности во предизборната кампања за локалните избори. Поглавието што го отвораме бара посветеност, бара истражувачи, бара спремни луѓе, кои ние ги имаме и на централно и на локално ниво. Кој може подобро да имплементира и материализира оваа агенда, кој подобро може да започне со имплементација на оваа платформа на локално ниво овде во Тетово, отколку Теута со искуството и луѓето што ги има во нејзиниот тим. Поради оваа причина определбата на граѓаните, односно на повеќето од нив е дека во следните 4 години Теута Арифи треба да ја води оваа мисија. Зелената агенда го подразбира големиот проект на гасификација, канализација и проектот на театарот кој го подпишавме. Ви кажувам уште еднаш и денес стојам пред вас како вашата Теута и ваша градоначалничка, дека сум секогаш тука за вас. Таа отворена врата, која е врата на една мајка, кај која никогаш не е затворена вратата за незините синови и ќерки и која секогаш го сака најдоброто за членовите на целата незина голема заедница, наречена град, за да го постигнеме она што го имаме како првична цел, постигнување на подобра благосостојба. Коалицијата Најдоброто за мојата општина, предводена од СДСМ, вчера вечер одржа граѓанска трибина на плоштадот во Гостивар. Додека ние промовираме едно општество за сите, некои други промовираат меѓуетнички тензии. Граѓаните знаат, драги мои гостиварчани, да направат разлика. И тоа, како бел ден, стана јасно кој ја нормализира државата, кој ги исполнува стратешките определби на државата, кој си го сплотува народот, а кој да има како уште утре ќе се скара и со Албанија и со Бугарија, и со Грција и со Косово и со Србија,
веднаш бои меѓу македонците и албанците, за да се чукат во градите кој ќе е поголем албанец, кој ќе е поголем македонец. Зарем има децата различна потреба од различни етнички заедници? Зарем секое семејство нема иста желба да остави повеќе на децата, да има квалитетни детски градинки, да има повисоки плати и примања, да има убава инфраструктура, да има добар живот? Зарем повеќе сака мајката албанка од мајката македонка децата да ја бидат дома околу неја и внуците? Исти се потребите на сите. Додека светот развива четврта индустријска револуција, младите на телефон гледат во секој момент што се случува во Токио, во Вашингтон, во Берлин, ние уште ќе се делиме, да не им дозволиме. Сите ние сме сведоци дека градот е преплавен со џубре, расфрлено на секаде и несоодветно селектирано. Гостивар ова не го памети. Речи си и да нема населба или населено место кое е препознатливо по чистота и зеленило. Тие воопшто не се грижат за доброто на граѓаните. Но ние сме тука да го исправиме тоа. Нашата советничка група ќе се залага за тампонирање, асфалтирање на патот до манастирот во населба Циглана, кој во моментов е целосно неуреден. Ќе ги реконструираме улиците низ целото градско и приградско подрачје. Нашата советничка група ќе се залага за селекција на отпад преку поставување на соодветни континери за сортирање на отпадоци низ сите градски и приградски населби. Сади Беџети, кандидатот за градоначалник на општина Тетово од ДПА, синоќа на митинг се обрати пред граѓаните. Тетово е градот каде што сум роден и каде што сум го поминал најголемиот дел од животот. Чести задоволство и привилегија е да го барам вашиот глас за овој наш град. Со искреност, искуство, компетентност и посветеност ќе го вратиме Тетово во неговиот сјај. Нашиот проект предвидува непрекината вода за пиење, благодарение на модерната водоводна мрежа и дополнителни резервоари за вода за пиење кои ќе ги инсталираме. Чист град, паркирање на секој влез на градот и компанија за управување со велосипеди, што ќе овозможува бесплатно и еколошко движење преку символична кирија. Регулација на сообраќајниот хаос, нов и бесплатен систем за јавен превоз, бесплатен за пензионерите и социјалните случаи, за солниште за кучињата скитници, гасификација и канализација на целиот град. Движењето Беса вчера вечер одржа централен митинг во Гостивар, на кој ги представи кандидатите од советничката листа и кандидатот за градоначалник Фадил Зендели. Не преферирам да се занимавам со политичките противници, но сега сме во кампања и тоа понекогаш наметнува такви прашања. Кандидатот за градоначалник од ДУИ се кандидира по 5-ти пат и ќе загуби и на овие избори. Има 2 оспорени мандати, освоени со сила, и ќе ја загуби 5-тата трка во Гостивар. Другиот кандидат, актуелниот градоначалник на Гостивар, кој беше човек на надежта во 2017-та, се претвори во човек на разочарување за граѓаните на Гостивар. Само го продолжи хаосот и ја продолжи политиката на неуспех на неговиот претходник и наш политички противник. Затоа Гостивар заслужува промени, заслужува нова политичка гарнитура. Она што ние го нудиме е најдобро за Гостивар на овие локални избори. Со мене на чело на општината, Гостивар ќе биде прогресивно и многу подобро место за живење. Оние што бегаат од граѓаните на Гостивар, бегаат од вистината за Гостивар, бегаат од нивните неуспеси и од разочарувањата на народот. На Гостивар дефинитивно му треба кандидат кој ќе го сака градот. Движењето Беса понуди најдобра и сеопфатна изборна програма. Програма која заедно со кандидатите за градоначалници ја анализиравме и за која најдовме најдобро решение на проблемите на сите граѓани во општините каде што учествуваме на изборите. Денес сме во Гостивар за да ја пренесеме пораката до секој гостиварец, дека иднината на овој град е само ако гласаме број 16 и гласаме за Фадил Зендели. Иднината на Гостивар е со професорот Фадил,
бидејќи тој е политичар кој не се повлекува лесно од своите ставови. Тој е политичар кој го сака Гостивар. Имаа шанса и Невзат и Арбен. Едниот не успеа. За жал, другиот уште повеќе. Едниот ја искористи силата на неговата партија, која сите ја донесовме на власт како албанци во 2001 година, со надеж за промени, а другиот се чини дека сака да даде терапија на сите, како секој да е негов пациент. На Гостивар му треба градоначалник кој знае како да управува со локалната власт, а тоа е професорот Фадил Зендели. Кандидата за градоначалник на општина Тетово од движењето Беса Билјалка Сами заедно со своите советници и соработници организираше јавна дебата на тема модел урбанизам. Бевме во следната дебата во делот на урбанизација. Им благодарам на сите учесници кои ги дадоа своите сугестии, своите идеи за тоа како Тетово да се справи еднаш за секогаш со овој урбан хаос во кој што живееме, со овој сообраќајен хаос во кој што живееме, со ова недостатица од основните потреби за живот, како што е водата, како што е чистата средина и многу други работи кои и требат на Тетово. Значи, денеска со луѓето од браншата разговаравме како тоа да се среди и еднаш за секогаш да имаме чист град, еднаш за секогаш да имаме град во кој ќе имаме отворени булеварди, отворени улици, асфалтирани улици, ќе имаме вода 24 часа и ќе имаме средини, паркови, значи ќе имаме модерен урбан живот, урбана средина за живење, тоа што ние сите го заслужуваме као граѓани на Тетово. Кандидатот за градоначалник на општина Тетово од Интегра Снежана Стојановска испрати порака до граѓаните на последниот ден од предизборната кампања. Почитувани мои сограѓани, ова мое последно обраќање пред молкот, сакам да би се заблагодарам на сите оние кои застанавте и ја прифативте мојата желба да направиме промени во Тетово. Посакувам сите мои желби да бидат реалност. Ви благодарам од се срце што прифативте дека во Тетово мора да има промени. За тие промени, дали локацијата, калето, од каде што ви се обраќам, дали мојата енергија што ви ја пренесувам на сите вас што сте во Тетово, ќе биде доволна да во недела на 17 октомври излезете во што поголем број и го дадете гласот и заокружите бројот 20. Моите сознанија за се она што треба да се направи во градот го знаете, затоа што веќе за моите наназад години сум го покажала со моите квалитети како човек, а пред се и во областите. Замислете, туризмот е на нула, а ние се наоѓаме на место каде што сепак чистиот воздух е резултат на едно квалитетно живење кое го нема во градот. Замислете во областа на образованието каде што дечињата и сите оние кои што се со инклузија се уште не можат да идат во настава. Замислете во областа на бизнисот, ниедни мали и средни предпријатија не се развиени до тоа ниво за да можат да живеат сами и на крај. Мултиетничкиот град со невладините организации каде што само одредени добиваат, понатака нема да го дозволиме тоа. Тендерите ги добиваат само одредена група и нашата урбана несреденост останува да граѓаните со своите паркови, со своите убави места за живење, со се она, најкрајот треба да го кажам. Чистиот воздух да се бориме во 21. век е само една причина повеќе. Заокружете го бројот 20 и се гледаме после 17 октомври. Носителот на советничката листа од ВМРО Народна партија Стевица Сарковски денеска одржа последна пресконференција во состав на предизборната кампања која завршува вечерва на полноќ. Почитувани граѓани, на претстојните избори ве повикувам да ја дадете поддршка на онаа програма
за која сметате дека најдобро може да ги реши вашите проблеми. Ние од ВМРО Народна партија, покрај политичките барања кои ги представивме пред Тетовчани и кои гледам дека полека ги прифаќаат и нашите против кандидати, високо на својата агенда го имаме и подигањето на еколошката свест кај граѓаните, зашто ние заслужуваме да живееме во чиста и зелена животна околина. Со ВМРО Народна партија, граѓаните се поблиску до град без диви депонии, град со чиста вода за пиење, до следување на сообраќајниот и урбанистичкиот хаос. Од вас само бараме да почнете да барате одговорност од оние кои сте ги избрале за решавање на вашите проблеми и кои потврдиле во својата работа. Ние тргнуваме со мотото дека политичарите се слуги на граѓаните, а не обратно. Ќе бидете сведоци дека сета наша енергија ќе биде насочена кон остварување на проектите кои ги ветивме во досегашната изборна кампања. Кога сме кај изборната кампања, ова е моје последно јавно обраќање до граѓаните пред изборниот молк. Во оваа прилика сакам да им се заблагодарам на нашите против кандидати и на сите останати учесници во овие избори, што водеа демократска кампања без ниски удари, иако сметам дека истите ја промашија целта. Ова од причина што наместо за локалните проблеми, фокусот им беше насочен како да станува збор за парламентарни избори. Па така, владеачката СДСМ нудеше проекти со пари од централната власт, додека пак опозицијската ВМРО ДПМН фокусот им беше рушење на владата на Зоран Заев. Во секој случај, им посакувам успех и на едните и на другите. А воедно сакам да ги повикам и тетовчани да излезат масовно на овие локални избори и со заокружување на бројот 14 да дадат поддршка на советничката листа на ВМРО Народна партија. Носителот на советничката листа за општина Тетово од ВМРО ДПМН Ангел Карапетров и кандидатот за советник Анита Бошковска-Јовановска одржаа завршна пресконференција. Почитувани мои сограѓани, изминаа 20 дена од оваа кампања. Секој ден го минувавме со вас, помеѓу секојдневието и проблемите со кои се соочуваме сите ние. Го видовме Тетово онакво како што никој не сака повеќе да го гледа. Вашиот глас ни вели, време е за промени, време е за нови проекти, време е за победа. Народот да си го врати своето, достоинството, честа и гордоста. Затоа, 17. октомври е денот кога сите вие ќе одлучите дали ќе ја прифатите нашата подадена рака за работа, неуморност и истрајност. ВМРО ДПМН никогаш не го остава својот народ и секогаш е со народот. Ја чувствуваме вашата болка, гнев, мака, затоа што ние сме дел од вас. Не сме елитисти, жедни за престиж, богатство и слава. Ние сме луѓе од народот и со вас ќе успееме во оваа борба. Тетово е град на еснав луѓе кои знаат како се чуваат гордоста и честа. Со вас ќе успееме на 17. октомври е денот кога ќе прославиме за нов почеток на една успешна приказна. За наше Тетово, единствено за сите луѓе. За горда и достоинствена Македонија. Почитувани, излезете и гласајте. Излезете и гласајте за бројот 7. Почитувани мои сограѓани, останаа уште 2 дена до финалната одлука. Во какво Тетово сакаме да живееме после 17. октомври? Дали ќе оставиме како досега некои профитери за лични интереси да го раскрчмат и она малку достоинство што ни остана? Или пак одлучно и сериозно ќе се одлучиме за вистинска програма, проекти и победа? Гласот даден за малите партии е глас даден на досегашнава гарнитура која се интересира само за своите джебови и интереси. Гласот даден за број 7 е глас за народот, за правдата и за вистината. Гласот даден за број 7 е глас даден за победа за сите. 17. октомври е денот кога ќе го вратиме достоинството на сите тетовчани. Проблемот со кучињата скитници во Тетово е долгогодишен и бара трајно решение, истакна кандидатот за советник од СДСМ Тетово Марија Костоска. Ќе иницираме формирање на шинтерска служба. Оваа служба ќе ги заловува кучињата скитници од улиците и ќе понуди нивно згрижување во соодветни услови. На овој начин ќе се придонесе за креирање на побезбедни улици во Тетово. Проектот ќе го реализираме до 2023 година, а ќе издвоиме околу 2,5 милиони денари. Почитувани тетовчани, доколку ја добиеме вашата доверба,
Освен на решавање на проблеми во нашиот 4-годишен мандат, ќе се потрудиме да понудиме нови содржини за збогатување на животот во градот. Меѓу ваквите проекти издвојуваме изградба на киносала во нашата општина, отворање на младински културен центар кој ќе овозможи простор за контакт и дружење меѓу младите од различни етнички групи, комплетна реконструкција на објектот на Домот на Арама и адаптација на просторот за потребите на музејот на Тетовскиот крај, изградба на студентски комплекс во Тетово, кој е град со 2 универзитети. Со ова ќе се збогатат спортско-рекреативните активности на студентите и ќе се отворат можности за секаков вид соработка меѓу универзитетите од земјава и странство. Реконструкција на пензионерскиот дом, финализирање на работите за изградба на базен од затворен тип, изградба на спортска сала во основното училиште Андреа Савески Чичиш, изградба на повеќенаменско спортско игралиште во село Сарачино, реконструкција и организација на жичарата Тетово Попова Шапка. Ние ја имаме најдобрата понуда за вас, вашето семејство и вашето маало. Изберете ги најдобрите проекти за да живееме во едно модерно и европско Тетово. За подобар живот на сите, на 17 октомври заокружете го бројот 12. Пресконференција денес одржаа од Алијанса за албанците. Në njërën nga emisionet debative kryetaria aktuale, Во текот на една од дебатните емисии, актуелната градоначалничка Теута Арифи јавно изјави дека бројот на вработените во општина Тетово е 360. Ние денес сакаме да ве информираме точно и без измами. Во општина Тетово, освен овие 360 вработени лица, Теута Арифи само во општината има вработено над 300 лица со договор за дело, за кои што секоја година од буџетот на општината, кој што го полниме ние, даночните обвртници на Тетово, се трошат над 900.000 евра. Значи во текот на овие 8 години на власт, Теута Арифи само за овие позиции на договор за дело има потрошено над 7 милиони евра, пари на даночните обврзници на тетовчани. На листата која што е јавно објавена и што може да ја добиете од веб страницата open.finance.gov.mk, ќе видите како години поред Теута Арифи им давала и продолжува да им дава плати на партиски милитанти, на незините блиски и на блиските на лицата во незиниот кабинет, кои што немаат никогаш работено и не работат во општината, а некои пак ниту се наоѓаат во Тетово, туку живеат и работат надвор од Република Северна Македонија. Во продолжение следуваат информациите од билтенот на секторот за внатрешни работи Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера околу 17 часот и 30 минути на улица Мајор Чеде Филиповски во Гостивар лишиле од слобода 56-годишникот Гостиварски Равен, кој претходно физички нападнал 62-годишник и неговиот 36-годишен син од Гостивар. Тој е задржан во полициската станица Гостивар за целосно расчистување и документирање на случајот. Вчера вечер во 23 часот и 45 минути полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода 43-годишен гостиварец, кој еден час пред тоа во семејниот дом физички ги нападнал 42-годишната сопруга и нивната ќерка. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе му биде изготвен поднесок по член 130 став 2 од Кривичниот законник. Денеска 35-годишен тетовец е повикан во полициската станица Тетово, затоа што завчера околу 21 часот во семејниот дом физички го нападнал неговиот 53-годишен татко. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. 35-годишна жителка на Тетовско село вчера во 17 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавила дека претходниот ден во семејниот дом била физички нападната од незиниот 67-годишен свекор. Денеска тој ќе биде повикан во полициската станица Тетово за расчистување на случајот. Вчера вечер во 19 часот и 40 минути во СВР Тетово пријавена е сообраќајна несреќа на автопатот Тетово-Скопје во близина на мостот на Вардар. Патничко моторно возило со тетовски регистарски ознаки, управувано од 27-годишник, ударило во паркирано службено возило на МВР, кое обезбедувало претходно случајна сообраќајна несреќа на тоа место. Возачот се здобил со телесни повреди констатирани во Тетовската клиничка болница, а увид извршила екипа од СВР Тетово. Полициската станица за безбедност на патниот сообраќај
пиететово продолжува со континуирани контролни активности во кои главни приоритети деновиве се брзината со која што се движат возилата, управување без положен возачки испит на прописно, односно погрешно паркирање. Вчера биле откриени 4 лица кои управувале без возачки дозволи, 9 непрописно паркирани возила, 2 возила со вградени неатестирани стакла, исто толку алкохолизирани возачи и други видови сообраќајни прекршоци. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието и пријатно.